Добар ден на сите. Согласно член 49 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/05, 17/08, 8/19, 14/20, 19/25/21, свикувам седница на Комисијата за безбедност на Советот на општина Битола на 25.8.2025 година во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПСОН Битола во текот на првото полугодие од 2025 година. Дали сте за ваквиот дневен ред? Во ред, тука имаме известител, ќе ве молам да се произнесите по точката на дневниот ред. Добар ден, најпрво да се представам, пошто го заменувам колегата Владко Атанасовски, командирот на полициската станица за општа надлежност. Јас сум Ристо Димовски, командир на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Битола. Понатаму ќе ви ги представам податоците во врска со безбедносната состојба од првото полугодие на 2025 година. Во текот на првото полугодие од 2025 година, безбедносната состојба на подрачјето на ПСО на Битола се оценува како поволна. Не се регистрирани поголеми масовни нарушувања на јавниот ред и мир. Бројот на примените поплаки бележи намалување за околу 15, односно точно 15,14%, а други пријави од граѓани бележат зголемување за 1,14%. И прекршоците бележат намалување за 27,73% во однос на 2024 година. На подрачјето на полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2025 година сторени се 105 прекршоци од 133 сторители. Поднесени се 95 барања за поведување на прекршочна постапка. Најзастапени прекршоци според видот се физички напад 31, учество во тепачка 25, оддавање на пијанство на јавни места 10, фрлање и кршење на разни предмети 6, омаловажување на полициски службеници 8. Како причина за извршување на прекршоците од област на јавниот ред и мир се влошени меѓучовечки односи, нерешени имотно-правни односи, нарушени семејни односи и дејство на алкохол и слично. Од прекршоците според местото на извршување 83 се извршени во градот, а 12 во село. На улица и плоштад се извршени 73, во приватен стан нема, во гостителски објекти 4, други места 7. Според начинот на извршување на прекршоците, поединечно извршени се 76, здружени 2 лица 9, група од 3 и повеќе и 109. Поднос на старосната структура на сторителите. Состојбата е следна. До 16 години нема сторители на прекршоци. Од 16 до 18 години двајца. Од 19 до 21 14 и преку 25 години 119. Во врска со јавниот поредок. Во текот на првото полугодие од 2025 година поднесени се 12 барања за поведување на прекршочна постапка против 15 сторители на прекршоци, а по основ на следните прописи: Закон за оружје 3, Закон за лична карта 4, Закон за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски надпревари 5, Закон за јавна чистота 1 и Закон за приватно обезбедување 1. Поднос на податоците за криминалитетот на подрачјето на полициската станица од општа надлежност, податоците се следни. Тешки кражби 54, кражби 12, разбойништва 5, телесна повреда, семејно насилство 14, насилство врз дете 15, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори 58, загрозување на сигурноста, семејно насилство 19, тешка телесна повреда 13. Во текот на првото полугодие од 2025 година од страна на полициската станица од општа надлежност постапено е по член 215 од Кривичниот закон на Република Северна Македонија или неовластено производство и пуштање
во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, каде лишени од слобода се 67 лица и 6 деца. На 5 лица му е издадена мерка притвор. Во однос на потоците за безбедноста во патниот сообраќај, постојат корекции, значи ова го споредив јас пред извештајот што ми беше даен, и ова што е тука представено не е точно. Ќе добиете писмено известување со точните податоци, сега ќе ви ги представам точните податоци, не овие што се наведени тука во информацијата што ја добивте. Во однос на моменталната состојба на ПСО на Битола и ПС за БПС, состојбата се оценува како поволна во однос на безбедноста на состојба на патниот сообраќај. Бележиме зголемување дел намалување на одредени појави. Во однос на сообраќајните незгоди на подрачјето на ПСО на Битола се случиле вкупно 100 сообраќајни незгоди во првото полугодие од 2025 година, од кои 64 се со потешки последици, односно се со повреди или загинати лица, независно дали телесни или тешки, а 36 незгоди се незгоди каде има само материјална штета. Од вкупниот број на сообраќајни незгоди со потешки последици, како што кажав, се 64, односно во нив 74 лица се здобиле со телесни повреди, 24 лица се здобиле со тешки телесни повреди и 4 лица загинати на подрачјето на ПС за БПС и ПС на Битола. Во однос на местото каде се случиле незгоди, 76 се во населено место, 24 се на отворените патишта. Како причини за појава на сообраќајните незгоди, односно прекршоци кои се носечки фактори во појавата на сообраќајните незгоди се действие од страна на возач 17, 13 неотстапување првенствено минување, пречекорување на брзината 26, недржање соодветно расстојание 5, погрешка на пешаците 1, неотстапување првенствено на пешаци 10 и недржање страна и правец на движење 3. Од страна на ПС за БПС Битола, против прекршителите во патниот сообраќај до Основниот суд Битола и Комисијата за одлучување по прекршоци при СВР Битола поднесени се вкупно 1675 барања, од кои 5152 до Основниот суд, до Комисијата за прекршоци. Извинете, ова не е точен податок. Овој податок не ми е точен, извинете, ќе ви доставиме накнадно за ова. 1675 скупно, од кои 701 до Основен суд и 974 до Комисијата за одлучување по прекршоци. Контролирани се вкупно 19.781 возило, издадени се вкупно 5152 прекршочни платни налози. Вкупно алкотестирани се 2087 лица, од кои 155 биле под дејство на алкохол. Реализирани се вкупно 24 републички акцијски контроли, 58 локални акцијски контроли и 41 зајакната акцијска контрола. Остварени се други превентивни активности, и тоа бизнисот и безбедноста во првото полугодие од 2025 се остварени контакти со угостителите на подрачје на СВР Битола, се со цел почитување на законската регулатива при одржување на прослави по разни основи. Тоа е тоа што можам да го презентирам од информацијата која ви е возоставена. Ви благодариме. Ќе ве молам дали имаме прашања по точката на дневен ред. Повелете, колега. Ви благодарам, председателке. Почитувам да ве прашам дали во изминатиот период или за овој период за кој што говорите, граѓаните цело време јавно ни доставуваат прашања и по медиумите и по социјалните медиуми, дали сте повеле постапка во однос или прекршок до јавните предпријатија за небележење на коловозите? За ова прашање немам одговор моментално, да проверам, ќе ви доставам писмен одговор, пошто не можам и бидејќи ако може на писмени за недостаток на сообраќајни знаци, обично пошто рековте дека има некакви во однос на недостатокот на сообраќајни знаци, извинете, значи ние постојано вршиме контрола на патот и патната сигнализација и доставуваме информација до надлежните институции
каде фали сообраќајен знак, каде сигнализацијата не е доволно обележана, не се познава, значи истите, јас колку што забележувам, постапуваат по истото. Значи, таа информацијата што можам да ја дадам моментално. Значи, ние константно, месечно, најмалку еднаш, вршиме контрола на патот и патната сигнализација по безбедносни райони како што ни е надлежноста. Значи, секој што е одговорен за безбедноста район си врши контрола на патот и патната сигнализација, недостаток на сообраќајни знаци, хоризонтална, вертикална сигнализација, ударни дупки и таа информација се проследува до надлежните институции. Се извинам, значи, во секој случај, без оглед дали е поднесена пријава до јавно предпријатие, значи, сепак вие надлежните институции ги информирате во однос на хоризонталната вертика. Зборам за бележењето, значи, сепак ги информирате надлежните институции. Да. Дека има, пример, не е видливо, се случило, не знам, она непропустливо сполна лента, така натаму преминува, значи, бидејќи некој прекршок ќе се случи, па во секој случај ќе евидентирате дека до службите дека негде недостасува тоа нешто. Че вие ги информирате, зборам, општина Битола или информираме, значи, надлежните институции навремено, како што кажав, еднаш месечно обавезно вршиме контрола на патната сигнализација и во координација со Оделение за полиција ја доставува информацијата и тие проследуваат до надлежните институции. И уште едно прашање, во однос на овие ступчината што се кои пластични, кои ментални, пошто гледаме дека се местат низ градот, граѓаните прашуваат, значи има одредени места низ градот на кои што се преднимните врати, дворови, на места кај што околу пешачки пролаз нема пристап на брза помош и така натаму. Сите се доставиле до вас барање до МВР за сообраќајно решение или така рандом составено? За ова немам информација. Немам точна информација, не можам да ви дадам одговор на ова, ќе добиете писмено накнадно да проверам прво, па после ќе добиете. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали имаме други прашања? Бидејќи немаме повеќе прашања, точката ја ставам на гласање. Информација за безбедносната состојба за подрачјето на ПСОН Битола во текот на првото полугодие од 2025 година. Кој е за? 3 гласа за, против немаме, воздржани немаме. Седницата ја прогласувам за затворена. Ви благодарам.